благодарам Јована на најавата. Токму така, регионалната ромска младинска образовна асоциација РРома од Кратово се организатори на денешниот настан овде во Europe House, сеќавањето низ очите на младите по повод одбележувањето на 27 јануари, меѓународен ден на сеќавање на Холокаустот. Утрово заедно со нас разговараме со госпогица Урмета Арифовска, заменик директорка на организацијата. Урмета, добре дојдовте во Македонија наутро. За речиси половина час ќе започне овој настан. Што ќе може да видат посетителите овде во Europe House? Добро утро, Мартин. Благодарам и на вас на вашата покана. Пред се 27 јануари, како што спомнавте и вие, значаен ден, како и нашиот денешен настан, затоа што го представува меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. На денешниот настан ќе имаме можност да слушнеме говори на оваа тема и од истакнати личности, како што се господин Шабан Салију, министерот за интеграција и интеграција на роми, интеграција и имплементација на стратегија за инклузија на ромите и господин Михаил Рокус, амбасадорот во Република од ЕУ во Република Северна Македонија. Исто така на самиот настан ќе се спроведе и изложба која е насловена како и самиот настан "Ромскиот геноцид низ очите на младите", моето сеќавање и меморализација на ромскиот геноцид. Самата изложба е поделена во 3 дела. Првиот дел е насочен за случувањата и прогонствата пред Втората светска војна. Вториот дел е насочен за ромскиот геноцид и нацистичките програми за истребување за време на Втората светска војна. И третиот дел е насочен кон ромскиот геноцид после Втората светска војна. Се надеваме дека со со денешниот настан ќе ги мотивираме и младите, па и постарите генерации да истражуваат за оваа важна историја и ќе се вклучат да ја промовираат во денешниот свет во кој што живееме. Кога сме веќе кај истражувањето, имате ли податоци колку роми биле убиени за време на Холокаустот? Па вака, од прилика точни бројки и точни информации нема, меѓутоа се претпоставува дека околу 220.000 и 500.000 роми биле дел од Холокаустот, меѓутоа што е во зависност од истражувањата и од податоците кои со тек на време се менуваат и се добиваат се повеќе нови информации. Меѓутоа едно се знае дека ромите биле дел од една од поголемите групи кои што настрадале за време на Холокаустот, така што се вршеле депортации, масовни убивања, масовни стерилизации, масовни истребувања на самите нив и биле пренесувани во концентрациони логори како што е Аушвиц, символот на најголемите злосторства кои се наоѓа во Полска. Сега за во Република Северна Македонија нема никакви податоци за ромите кои биле дел од Холокаустот, затоа што во тој период тие биле депортирани на принудена работа за изградба на железничката пруга во Бугарија, така што се смета и се претпоставува дека многу од нив биле депортирани во блиските логори за време на Југославија, каде што биле тоа се Јасеновац, Старо Сајмиште, Топовске шупје и така натаму. Така, и на крај на ова наше линковско вклучување, која е пораката што сакате да ја пренесете преку овој денешен настан? Денес не сме тука да го одбележиме овој ден само како потсетник на минатото, туку и како повик на акција во сегашноста и иднината, затоа што треба да преземеме и ние одговорност и да се обединиме во борбата против омразата, која повторно се појавува во различни облици, и нашата одговорност е да ја зачуваме меморијата, да се залагаме за правда и да создадеме општество во кое различностите ќе бидат богатство, а не поттик за прогонство. Така да заедно мораме да изградиме свет каде што омразата нема да има место и да се осигураме дека ваквите трагедии никогаш повеќе нема да се повторат.
и да не се повторат. Урмета ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро, ова утро, а една покана и до гледачите на Македонија наутро, сите кои што се во можност, од 10 часот овде во Europa House започнува настанот и изложбата, па сите што се заинтересирани се добре дојдени. Јована, Бранко?